Почитувани, секој од нас прави по нешто во животот, се обидува да направи, но подвизите се привилегија само на најдобрите. Голема подготвеност, психичка и физичка, упорност, посветеност, желба водат до највисокиот светски врв. Тоа е херојство кое што предизвикува национална гордост, која што е силна афирмација за една средина во која што се живее. Легендарниот Едмунд Хилари велеше: во животот немојте да се задоволувате со малите височини, стремете се високо. Во мај минатата година таа отиде највисоко, само небото беше над неа. Исто како се концентричните кругови. Вртав во мислите околу Монт Еверест како водата околу каменот. Тој врв ми беше и ден и ноќ, и јаве и сон. Обсесија што ми дозема целиот ум и срце. Заради тие 8848 метри, јас искачев на Конкагва, Ама Даблан, Килиманџаро, Покалде, Бајаситос. Станав првата македонка на покривот на светот. Величествено чувство. Често се зборувам со планината, да не прифати. Не е се до физичката и психичката подготвеност на самиот искачувач, но треба да си има и малку среќа и временски услови кои што ќе не послужат. Огромна желба ми е да се обидам во најчист стил и без додатен кислород да се обидам да се искачам на некоја од другите врвови над 8000 метри. Прекрасно. Ја имам честа да ја поканам нашата Илин Арсова. Се воспитувам и ги завидувам. Почитувани присутни гледачи на МРТ, од се срце благодарам за оваа награда. Ова е прва моја награда која што ме турка кон нови предизвици. Од се срце им благодарам на сите кои поддржија идејата за првата македонка кон Монт Еверест. Нека овој мој пример дека ништо не е недостижно биде и ваш поттик кон нови достигнувања и резултати. Ви благодарам.